Белгија ќе одам. За нова година Охрид, најубавиот град на Македонија. Домашен амбиент. Никаде. Дома? Дома. Ние старите, дома ќе си седем. Белгија е најдалечната дестинација каде анкетираните штипјани ќе патуваат за дочекот на новата година. Од останатите друг дел ќе патуваат во државата, најдалеку до Охрид, а трет дел остануваат во домашен амбиент или на плоштадот во Штип. И додека од една страна сите планираат каде за нова година, од друга страна друг дел вела дека немаат никаков план, бидејќи месечните примања се ниски, а нивните желби се пак големи. Прекрасно. Охрид е прекрасен град, гледам и Штип до теран прекрасно. Кој како е у животот најден. Луѓето сакат некој повеќе, некој помалку, меѓутоа финансите одлучуваат дали имат парички или немат. Ако имат парички, секден може да отидат, немат ли, нема. Ама човек ако е среќен, секој може. Па среќата е најбитна. Ако е испунет, ако е среќен, фамилија здрава и жива, поубаво богатство нема. Најубаво. Најубаво. Да ти ги покаже колку е земала, па тогај ќе чека нова година. Викат 15 искараси и не ми нисто са. Пензионерите ние. Па, кој можат, младите нека се користат. А ние старите, дома ќе си седем. Има ли празнична еуфорија, расположени ли сте? Нема дете. Зашо? Нема. Народот е потиштен, понуден. Младите, ако не и дадат старите, младите како ќе биат среќни. Ако му даеш пари, ќе иде у кафана, ако не, ќе си седе дома. Како и секоја година е ова исто. Ја мислам нема некои промени. Тие се пензии, тие сме научени да издржаме. Нема ништо за фалење, нема за напаѓање. Исто е. Важно е човек да е среќен, секој ќе Тоа. Тоа е најважно, здравје меѓу младите. Младите нека шетат, нека имат за ни добро. А за нас старите доста са тие. Ќе излезете ли вака до Обавез, да, ќе излезе. среќни празници? Фала и на вас. Па, ово мислам за Белгија да одеме, па да работиме там. А не за уживање у Брисел. Ово главниот град на слободата, нели? Така слободно, ама како тука што е слободно нема никаде. Јас го прошита, да кажеме, цел свет. Во согласно со ситуацијата, кога станува збор за помладата популација, небарана дестинација засега е Будва, а повозрастните избираат на некое поскладно место за нивната возраст, знаејќи дека секој период во животот има посебни приоритети.